Полициски час денеска ќе нема поради верскиот празник Рамазан Бајрам, а веќе од утрето ќе биде скратен и ќе трае од полноќ до 4 часот наутро. Владата вчера ги прифати препораките од Комисијата за заразни болести и ги олабави рестриктивните мерки до 18 мај. Се продолжува и работното време на угостителските објекти до 23 часот и 30 минути, но тие и понатаму ќе бидат отворени само на летните тераси, а исклучок од ова ограничување се угостителските објекти на меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, како и делот за исхрана во хотелите, мотелите, хостелите и пансионите за лицата кои се сместени во овие објекти. Од денеска почнуваат со работа и вежбалните, фитнес клубовите, спортските центри, салите за вежбање и игротеките, но во овие објекти е задолжително почитување на протоколите за работа. Се дозволува и организирање на ивент настани, но за нив ќе важат истите протоколи од претходно, односно до 30% исполнетост на капацитетите во внатрешноста на објектите и до 50% исполнетост на отворен простор. Спортските настани понатаму ќе се организираат без физичко присуство на публика. За сега, како што во понеделникот изјави министерот за здравство Венко Филипче, останува забраната за свадби и концерти, а се уште е рано и за неносење на заштитни маски на отворено. Како дел од олабавувањето на мерките е и укинувањето на забраната за користење на годишни одмори за здравствените работници и изголемувањето на бројот на деца во градинките. Согласно одлуката донесена на вчерашната владина седница, дозволено е бројот на деца во воспитните групи до 2 години да се зголеми на 15, а кај воспитните групи од 2 до 6 години на 20 деца. Предлогот за олабавување на мерките во понеделникот го донесе Комисијата за заразни болести врз основа на епидемиолошката состојба, односно намалениот број на ново заразени и ослободувањето на поголем дел од болничките капацитети.